На изградба на оваа стамбена зграда на влезот во Охрид пред 3 месеци работат и неколкумина работници од Бангладеш. Собствениците на градежната компанија биле принудени на овој чекор поради се помалиот број домашни работници кои останале во земјава. Минатата година едно 15-20 кои што работаа со години кај нас заминаа од државава и имаме недостаток на ево и кај нас нема, моравме да повараме. Пред почетокот на туристичката сезона работници од Непал и Бангладеш почнаа со работа и во некои од угостителските објекти покрај Охридското езеро, но иако се најавуваше дека нивниот број ќе достигне повеќе од 1000, тоа не се случи. Во меѓувреме десетина од нив ги напуштија работните места и заминаа во други држави. Со таков проблем се сочиле и од градежната компанија. 9 души дојдат, до сега веќе тројца се одјавени. Си заминува без да се најави. Веројатно одат понатак. Целта им е веројатно Италија, Германија и така натаму. Значи во Европа. На некој начин само Пролазна станица, така. Многу често тие ги оставаат документите и така заминуваат. Едниот, да речеме, што замина пред 3 недели, си го скина пасоше документите и си замина како избеглица. Најверојатно на црно ги преминува границите, дали преку Албанија или поглавном на црно. Како што кажува другарите негови преку езеро. Некој веројатно дека со тоа се занимава. Тоа е забележено дури и во полициските билтени. Ако имаш среќа да останат, ќе останат, ако не. Ја, ево, 2-3 месеци сега што разговараме со нив, генерално тие доаѓаат тука повеќето за да работат, ама има дел кои што смислено доаѓаат само како преходна рута да му е Македонија и од тука после одат надвор, оставаат документи и бегаат. Туристичките работници сметаат дека земјата најверојатно им е само попатна станица затоа што вдечните примања не ги задоволуваат нивните очекувања. Затоа што нормално тие доаѓаат за да заработат и се треба да се задоволни ако имаат кај понизок стандард, а ако е разликата многу мала, тогаш нормално ќе бара некои други дестинации кај што би заработиле повеќе него овде. Затоа додава Сукловски државата треба да направи добра стратегија и македонскиот кадар кој оди на работа во Хрватска и Црнагора да го задржи дома. Така да тие вредат за хрватскиот туристички пазар, хрватски и за црногорски, значи сепак се квалитетни работници. Единствено треба да се даде подобра плата, подобри услови и да ги зачуваме едната година. Ако нашиве работници, конобари, кувари и така натака одат во Црна Гора или во Хрватска, значи тоа не можеме да го покриеме ние со странци. За странските работници газите одвојуваат месечно и по повеќе од 1000 евра за плати, сместување и храна. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.